Добре дојдовте во третата емисија на квизот Умни глави. До сега снимавме две емисии каде што две групи се пласираа во осмина финале. Тимот Бас и тимот Јава се пласираа во осмина финале, а денес со нас имаме учесници од Средното општинско училиште Јане Сандански, Ултравиолетови Лавчиња и учесници од Средното општинско училиште Димитар Влахов, Нави. Ултравиолетови Лавчиња, ве молиме да се представите. Реки Катранџиев, 4-та година. Игор Влахов, 4-та година. А сега тим Нави. Филип Завеков, 1-та година. Георги Галевски, 1-та година. Одиме со првата игра, која е наречена Да или Не. Секој од тимовите добива по 10 прашања, тоа се всушност искази кои што вие треба да одговорите дали се точни или не. На секој точен одговор добивате по 4 поени. Имате максимум време за размислување 5 секунди. Одиме прво прашање за тим Ултравиолетови Лавчиња. Мона Лиза е уметничко дело на Пикасо. Не. Вашиот одговор е точен. Прво прашање за Нави. Барак Обама е првиот црн претседател на САД. Да. Вашиот одговор е точен. Второ прашање. Статуата на слободата е подарок од Франција. Да. Точен одговор. Второ прашање за Нави. Црно тиквешко е песна на Тоше Проески. Вашиот одговор е точен. Ова песна е дело на пејачот и текстописец Владо Јаневски. Одиме трето прашање. Војниците на цар Самуил биле ослепени кај селото Банско. Не. Вашиот одговор е точен. Биле ослепени кај селото Водоча, пошто и го добиле името. Трето прашање за Нави. Вистинското име на мајка Тереза е Агнеза Гонџа Бојаџиу. Да. Точен одговор. Одиме четврто прашање. Горан Пандев освои Лига на шампиони со фудбалски клуб Интер. Да. Точен одговор. Четврто прашање за Нави. Во шахот секој играч има по 18 фигури. Не. Точен одговор. Има вкупно 16 фигури. Пето прашање за Ултравиолетови Лавчиња. Филозофијата е најстара наука. Да. Вашиот одговор не е точен. Математиката е најстара наука. Пето прашање за Нави. Во Франција постои мост Александар Велики. Не. Вашиот одговор не е точен. Постои мост Александар Велики. Шесто прашање за Ултравиолетови Лавчиња. Бајламос и Вивир ми вида се песни на Енрике Иглесијас. Не. Вашиот одговор е точен. Вивир ми вида е песна на Марк Ентони, а Бајламос е песна на Енрике Иглесијас. Шесто прашање за Нави. Знамето на Европската Унија има 15 звезди. Не. Точен одговор. Има 12 звезди. Седмо прашање. Во одбојката има голман. Не. Точен одговор. Водата е калорична. Да. Вашиот одговор е погрешен. Осмо прашање. Колешинскиот водопад е помал од Смоларскиот. Да. Точен одговор. Осмо прашање за Нави. Венера е натрешна планета. Времето ви истече? Да. Точен одговор. Девето прашање. Географски Струмица лежи во котлина. Да. Точен одговор. Жолчката на јајцето има повеќе протеини отколку нејзината белка. Не. Не. Вашиот одговор е точен. Белката има повеќе протеини отколку жолчката. Одиме последно 10-то прашање. Животниот век на пчелите во лето е само 2 месеци. Да. Точен одговор. Леопард е најбрзо животно.
Да. Вашиот одговор не е точен. Гепард е најбрзо животно. Завршивме со првата игра. Како се чувствувате? Дали ви е удобно? Може да Приличи. се каже. Ава? Добро. Да. Резултатот е следен. Во првата игра победници се ултравиолетови лавчиња со освоени 36 поени, а Нави освоија 28 поени. Продолжуваме понатаму со втората игра која што е наречена проста математика. Дадени ви се 6 цифри, од кои треба да добиете трицифрен број, а при тоа да ги користите математичките операции собирање, одземање, множење, делење, загради и еднакви. Имате 2 минути за решавање, а 30 секунди за презентација на вашето решение. Оној кој што ќе го добие точниот број добива 20 поени, а оној кој што е приближно се добива 12 поени. Одиме со прва задача за тим ултравиолетови лавчиња. Добиете го трицифрениот број 243 со помош на математички операции помеѓу броевите 3, 4, 6, 7, 10, 25. Времето тече. Готови? Имаме се уште време. Провери. Размислувајте. Мора ли се цифра да се искористи? Не. Може така. Имаме уште една минута. Времето тече. Не останува уште малку време. Времето истече. 10 по 25 минус 7. Се извинувам, прво да го кажете вашиот 243. точен број добивате. А вие? 243. Повелете, презентирајте го 10 вашето по решение. 25 минус 7. 10 по 25 минус 7. Вашиот одговор е точен, каде што добивате 20 поени. Сега одиме со втората задача за тим Нави. Добиете го трицифрениот број 966 со помош на математички операции помеѓу броевите 1, 4, 5, 9, 20 и 25. Времето тече. Броевите се 1, 4, 5, 9, 20 и 25. А треба да го добиете бројот 966.
уште една минута. Секунди. Пет, 4, 3, 2, 1. Времето изтече. Тим Нави, кое решение го добивте? Колко? 991. А вие? 906. Тим Нави, презентирайте го вашето решение. 20 по 25 в загради 5 минус 4 плюс 7 минус 9. Добро. И кој број го добивте? 991. Ултравиолетови лавчиња, презентирајте го вашиот резултат. Имате 30 секунди за презентација. Двадесет и пет по 4 по 9 плюс во заграда 20 по една заграда, 5 минус 1 стварна заграда, 980. Грешка. Резултатот на ултравиолетови лавчиња не е точен. Во оваа игра 12 поени оди на тимот Нави. Одиме понатаму со третата игра, која што е наречена Милионер. Оној тим кој што има помалку бодови, а тоа се Нави, вие можете да одберете во која категорија сакате да се надпреварувате. Ке имате понудено 7 прашања и за секој точен одговор се добива по 4 поени, по 8 поени, се извинувам. Се добива по 8 поени, а доколку не го знаете одговорот на прашањето, можност имаат другата екипа да одговори, но во тој случај ќе добијат по 4 поени. Максимум време за одговарање имате 30 секунди. Може да избирате од категориите историја, литература, филм и спорт. 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 Одиме со прво прашање за тим Нави од областа спорт. Кој од наведените фудбалери на својот дрес никогаш не е носел популарната седмица? Под А. Бекам, под Б. Дрогба, под В. Раул или под Г. Росици? Под Б. Дрогба, точен одговор. Одиме со второ прашање. Вистинското значење на зборот карате е: под А. Силна рака, под Б. Празна рака, В. Храбра рака или Г. победничка рака? Да. Вашиот одговор не е точен. Можност имате да одговорат лавчињата. Под Г. Вашиот одговор не е точен. Вистинското значење на зборот карате е празна рака. Под Б. Одиме трето прашање. Сурфањето како спорт потекнува од: под А. Филипини, под Б. Тахити, В. Хаваи или под Г. Ел Салвадор? Два. Точен одговор. Одиме четврто прашање. Светскиот рекорд на атлетичарот Јусеин Болт на патеката од 100 метри изнесува: под А. 12,05 секунди, под Б. 10,49 секунди, В. 9,58 секунди или под Г. 8,90 секунди? Под Г. Вашиот одговор не е точен. В. Точен одговор. 4 поени за ултравиолетови лавчиња.
Одиме пето прашање. Најстариот фудбалски клуб, формиран во 1857 година, го носи името. Под А. Ливерпул, под Б. Единбург, В. Реал Мадрид или под Г. Шефилд. Б. Вашиот одговор не е точен. К. Точен одговор Шефилд. Шесто прашање. За кои два тима има играно кошаркарот Леброн Џејмс во својата НБА кариера? Под А. Кливленд и Мајами, под Б. Кливленд и Торонто, В. Мајами и С Антонио и под Г. Мајами и Бостон. А. Точен одговор. Последно седмо прашање. Национален спорт на Јапонија е под А. Сумо борење, Б. Бокс, В. Рагби или под Г. Джудо. Г. Вашиот одговор не е точен. Точно сумо борење. А сега тим ултравиолетови лавчиња, која област сакате вие да се надпреварувате да ги покажете своите знаења? Ние би играле историја. Во ред. Одиме прво прашање. Милениум е временски период од под А. 1000 години, под Б. 999 години, В. 500 години или под Г. 100 години. Да. Точен одговор. Одиме второ прашање. Кој бил врховен бог во Египет? Под А. Реја, Б. Нептун, В. Амон Ра или под Г. Зевс. Под В. Точен одговор. Одиме трето прашање. Кој е најпознатиот римски пат во Македонија? Под А. Вија Игнација, под Б. Вија Апија, под В. Вија Саларија или под Г. Вија Донија. Под А. Точен одговор. Одиме четврто прашање. Преселувањето на Мухамед од Мека во Медина, почетокот на сметање на годините се вика под А. Химел, Б. Хаштир, В. Хиджра или под Г. Хамет. В. Точен одговор. Одиме пето прашање. На која од наведените независни држави Елизабета II не е во функција на кралица? Под А. Јамајка, под Б. Австралија, В. Канада или под Г. Монако. Времето ли истекува? Пак В. Како? Пак В. Вашиот одговор не е точен. Дали вие нави знаете? Б. Не, точниот одговор е под Г. Монако. Одиме на шесто предпоследно прашање. Кој ја создал македонската фаланга? Под А. Александар III, под Б. Филип V, под В. Филип II или под Г. Пердика I. Под В. Точен одговор. Одиме на последно седмо прашање. Кога бил срушен Берлинскиот зид? Под А. 1976 година, под Б. 1980 година, под В. 1986 година или под Г. 1989 година. Под В. Вашиот одговор не е точен. Дали вие знаете? Б. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под Г. 1989 година. Завршивме и со третата игра. Што мислите? Како се движат поените? Дали мислите дека ќе стигнете до финале? Ние ли? Да. Па да. А вие? Да. Дали ви се тешки прашањата? Не баш. На вас? Не. Во ред. После третата игра, победници се ултравиолетови лавчиња со освоени 52 поени, а Нави освоија 24 поени.
До сега вкупни поени се за ултравиолетови лавчиња 108, а за нави 64. А сега следува четвртата предпоследна игра, која што е наречена Следиме. Секој од тимовите добива по еден збор. Првиот збор за тимот ултравиолетови лавчиња ќе биде зборот имагинација. Вие треба да кажете збор кој што започнува на последните две букви од зборот имагинација. Единствен услов ви е зборот да не завршува на К или Ко. Имате максимум време за размислување 10 секунди, а тој што ќе победи во играта добива 8 поени. Јалов. Овулација. Јадро. Јадро. Робот. Потекување. Жалам, времето истече. Овде се победници ултравиолетови лавчиња, каде што добиваат 8 поени. А сега одиме со следен збор за тимот Нави, а тоа е зборот Почеток. Октомври. Риба. Балон. Алегорија. Како? Алегорија. Ама кој заврши на Балкон. Балкон. Шо сам? Втората игра, 8 поени добија тимот Нави. Продолжуваме понатаму со петата и последна игра која што е наречена логоа. Секој од тимовите добива по 5 логоа, кои што вие треба да кажете која марка се крие зад нив. Во третата емисија логоата се од телефонски апликации. Одиме прво лого за тим Нави. Шазам. Точен одговор. Одиме лого за лавчињата. Пи. Ништо. Писко. Не, вашиот одговор не е точен. Тоа е Pixel. Одиме понатаму за Нави. Времето ви истече. Дали вие знаете? Не. Тоа е Flipgram. Лого за ултравиолетови лавчиња. Дав смеш. Точен одговор. Лого за Нави. Hangouts. Точно. Лого за ултравиолетови лавчиња. Dropbox. Точен одговор. Понатаму. За Нави. Времето ви истече. Swarm. Точен одговор. Само заборавив да напоменам дека за секој точен одговор се добива по 4 поени, а доколку едната екипа не го знае одговорот, а го одговори другата екипа, се добива по 2 поени. Одиме понатаму. Лого за Нави. Времето ви истече, дали вие го знаете? Не. Тоа е Fires. Лого за ултравиолетови лавчиња. Photoshop. Не. Дали вие го знаете? Тоа е Cam Scanner. Лого за Нави. Сафари.
Точно. Завршивме со последната, петата игра, завршивме со третата емисија. Па какви ви беа импресиите? Добро, забавно. Забавно. Интересна работа. Која игра ви беше најинтересна? Логоата. Последната. Логовата. Лугата. После петата игра, резултатот е следен. Ултравиолетови лавчиња добија 128 поени, а Нави добија 84 поени. Така да, во осмина финале продолжуваат ултравиолетови лавчиња. Се гледаме во наредната емисија. Се надевам дека ви беше забавно.